Ирена Ралева најдеска во битката за срце за нејзиниот сопруг, кој чека 9 години трансплантација на срце, организира трибини. За трансплантација ја менува свеста и реалноста за важноста за органодарителството. Самиот момент на чекање на донор не натера, не поттикна да почнеме со едни вакви трибини, затоа што свеста за органодарителство во државава е се уште на многу ниско ниво, а нам времето ни е скапоцено и се плашиме дека можеби нема да го дочекаме повикот за трансплантација. На националната листа чекаат околу 200 пациенти органи од починат дарител. Во 2025 година имало комплетно обработено 13 потенцијални донори, а согласност добиле само за тројца, објаснува Кузмановска. Кој ќе им приде доктор, координатор за трансплантација и ќе побара согласност, едноставно да погледнат во тие примери на луѓето кои што во такви тешки моменти се одважиле да дадат дел од својот сакан. Идејата е да се на некој начин мобилизираме сите кои што учествуваме во трансплантациите воопшто на органи, нели? И да на некој начин помогнеме во тоа да се фаворизира и да се потпомогне и да се интензивира органодарителството во Македонија. Маја Горјанова пред една деценија го спасила животот на сопствената ќерка, која тогаш имала само 7 месеци, донирајќи дала дел од својот црн дроб. Трансплантацијата траеше 10 часа, ќерка ми беше само 7 месеци. Значи не се знаеше дали ќе издржи операцијата, меѓутоа ете со голема верба и надеж за нов живот успеавме. Најголем број интервенции во Македонија се од Универзитетската клиника за урологија. До сега имаат направено 525 пресадувања на бубрези, но за професорот Духчев многу е важно донирањето органи од починат. Од 2014 обновивме и ја возобновивме и кадаверична трансплантација. Од тогаш до ден денес имаме 68 кадаверични трансплантации. Секој граѓанин е потенцијален донор, доколку за време на животот не потпишал изјава дека се откажува од донирање органи. Последниот збор го има семејството на починатиот, кој дава согласност.